Здраво другари, здраво криптореволуција. Секој правам дека саато треба да дојдам во Македонија и пошто изгубив едно 10 кила симнав и не вежбам под лактица и гледај сега саато може да ми се врати. Затоа многу луѓе ме прашаат што правиш брат? Од дрво нози правам луѓе. Чекам да си дојдам во Македонија за да го направам саато дека овие тука брат. Последниот саат што го додов да ми го отворат колекција фосил ујде да дојде па едно 28 години стар саат, жената го отвори и унатре му скина гумичката, не можеа да најдат гумички, ми тадеја еден ќе ви го покажам во Македонија, као демек $350 бил саат, а фосил друг еден црн што го носам, али собраа ми 25 години саат за нов. Тоа е, welcome in America, така да там ако некој сака да поправате саати, подобро носете во Македонија, тоа се занаечи, тука браќата се на трева и се од друга димензија. Кој ме праша, видео што не правиш за BlackRock, па да не сам будала брат да дојдат дома да ме соберат со се, дека ќе правите чекај, добре, со сигурно стил, дека ќе правите брат, што е работата сега? Гледа, губам минути, братчи. Луда работа. Ништо, 30 секунди. Брат, зашо ништо? Welcome in America. Немат силица горе, значи да знаете, да не ви покажам силиците на какви се, брат. Гледај, брат, шо да ви кажам, тие што живеат во Америка знаат за шо зборам. Шо да ви кажам, другари, немат горе централна силица, туку сме на такви по корнерите рефлектори, брат. Не дај Боже да се опиеш, сите 4 да треба да ги изгасиш наместо една. Гледаш македонците колку се напред. Опиеш се, брат, натискаш само на една, изгасено и си легнуваш. Во Америка додека да земеш на сите 4 корнери, ти ги загинеш и одеш на медикал. Треба $5,000 за брза помош. Тоа ти е економија. Зезнам се. Мора да правиме кои скечеви, пошто 40%, така почна видеото, се е тактички, другари. Значи 40% од гледачите ми се и брата, вај се глупира нешто од Америка да го гледаме на YouTube, седне на тука те чекам братче. Ај ово видео, ново видео, и еднашка вика брат купив си маме, ништо полека. Последна недела што купив Cardano, тука си. После купив Solana, купив Ripple, купив Ethereum. Биткоин далеко македончето, ама ќе се научите брат. Значи брат, ја замисли да снимам видовте. Гледај го брат, логиката која што нема логика во Македонија. 662 сликичката, оние другите, оваа исто сликичката 511, оние другите надоле по 300, 400. Немам инспирација више да најдам такви интересни сликички. Гледам најшареното што може да ви го ставам за да ви привлечем внимание, али тоа е. Малку комедија, другари. BlackRock, еден другар ме прашава, вика, брат, шо е му тај твој мозок, ти вика крипто го разбираш, биткоин вика не. Другари, шо е му мојот мозок, брат. Кога ќе мислиш, вие го гледате тоа Milky Way, он маа како пеперутка, тоа е му главата, брат. Кога ќе го имате и вие тоа, ќе се запишете, мислам, ќе станете, какво кажа го крипто, се до дека не дојдете у крипто академијата, гледам не ви иде нешто со вебсајто и со YouTube. Вие сте овие, брат, со златото. Значи, те така, брат, чедем, некоја музика да не е интересна. Че да не ме опнате на забрана. Вие сте ово, другари, бирајте. Или со мене, или со браќата тамо по свадбите и по тоа, по клупичките, по пензионерските домови, ќе се собирате злато, да не ви кажам злато, чекай. Другари, комплетно ќе забравев една работа, значи најбитната работа. Уствари, другари, гледајте, што е мобето. Мобето е, многу луѓе викат, брат, ќе чуваме пари у кеш или, например, ќе имаме имот или ќе чуваме у злато. Ќе покажам, другари, значи гледајте. Има многу јако видео, чекам Славчо да стане, ќе го ставя да се преведува, па ќе го постирам у групата, ќе оставам у Usefuls. И у крипто вебсајто и у мистерии. Другари, значи 2016 мој пријател има купено куќа, 664 биткоин, со 664 биткоин се купувало едно куќа 2016. После со 45 биткоин се купувало у 2020, 328.000 и после со 6,6 од 2024
434. Айде, почнаваме. Значи, шо е мобето? Замислете си, вие, другари, вместо да купевте кукя, да купевте биткоин. Вместо да купевте кукя, 2016 немам 2016 видео, ама първото видео нека е 2000... Я дойдох тук 2014, октомври, ноември, 2015, нека е 2018, 2017-2018 ми е първото видео. Луги, продадете кукията или не купувайте куки апартман в Македония, купете какво. Я, другари, сиромашен човек, нямам, брат, що да продавам, дека майка ми татко ми ки живеят, али ще има в една поклон от баба ми я продов, стаяна е, кръчка си, но това е маленка, разбираш. Али другари в Македония познавам много мои приятели, другари ще имат по 250 бона, 200, 150, 1000 евро куки, огромни, а они сега за пространство. Така и стоят. Да, сега родната куки не може да продаваш, най-нормално, ама тая родна куки така стоят, другари, вие сте пространство. Продаваш и още я дръжам аналитиката. И сега, брат, на оваа цена луда шо е биткоин, сега да продавате, 2035 имате, ќе биде слична ситуация, брат. Много повеќе ќе вреде, само ќе биде обратно, нели, сега ќе купите помалку биткоин, ама много повеќе ќе вреде тај биткоин, другари. Да стоя аналитиката е кажена на октомври 14 2025 година. Сега да смените апартман, кукя, викендица, кола, бизнес непрофитабилен, да смените у биткоин, 2030, ама 2035 ќе имате много яка ситуация, другари. Ќе имате ситуация, ќе бидете много, много богат. Много луѓе ме прашаваат до старците да се онадеме. Ја ово прв го спомнав, мене ми се смеја. Овакви у теорија на заговор се појавува пред 20 години, читавме за окои работи. Ово е од 2019 година, ама пред 20 години имаше исто овакви. Пред 20 години најавува дека се случи нешто овакво и замислете си, другари, 2019, што е пред колку 6 години, замислете си излава овакво нешто. 700 квинтилиони, брат, не знам да го прочитам. И да не е точно да речеме дека ќе постои таков астероид, другари, вештачка интелигенција е толку много напредна, ќе речете Елон Маск запали ракету, иде почава да окопаме и другари, они со златото може да се играат. Златото е у неограничена форма и на земјата, иако се прават будали дека многу е скапо да се изкопа, комплетни глупости, брат. Комплетни глупости и приказни за мали деца, брат. Приказни за мали деца, замислете си ти, Александар Македонски армија е ранел, брат. Отоманската империја армија се ранеле, брат. Джингис Хан армија е ранел. Британската империја, шо они не знаеја да копат тугај, така ли? Многу идов далеко Британската империја. Римската империја, они замислете си, они со кој левел се копале, а овие се денеска ми изиграват. Па тие империја, брат, цел свет се владеале. Македонците исто. И машини да нема да копат злато и сребро. Машини да нема. Значи тие приказни филмови, братче, за златото, да. Златото вреде, ако сте много богат, живеете там негде у планините, златото ви е закопано под земјата, што никој не може да дојде и утре ќе си вајате маленки такви делутки и ќе си продавате. Иначе, другари, не може златото да се рамне со биткоин. Не може никогаш да лита на такви суми, брат. Никогаш не може да лита на такви суми. Денеска овие чуда се по-безбедни од, ако знаете како да ги користите, од било кој сеф у джепови. Имате нотификација, одма да се јавите да се блокира, така да многу по-напредно чудо е биткоин. Другари, златото, ово е, ја сум 40 на година, од мои 10 години што се вика читам за теории, значи уште од мал, има, нели, татко ми чита такви списания, ја читам уште од многу мал за теории, уште од време Југославија, значи забравате, јас сум роден уште 84-та, значи 3 држави сменив. Така да, другари, у време Југославија, 84-та, се чита такви мистерии и чуда, народот не е спал у чавките. Значи, уште тогава пишуваше дека ќе за тај алхемија, дека ќе
дека ќе креират биткоин и дека ќе креират злато и ја верувам дека у античкиот свет се и мале тие Мерлин волшебници што вие појма немате што е, се можеле да креират. То волшебник не значи како вие тука по филмовите тука сега што се глупират, исто како и вештерки. Вештерка значи вешта жена. Не овие сега тука сатанизам работи што ги прикажуваат. Оригиналните вештерки е вешта жена, другари. Значи нешто што е лекувало цел свет, нешто што е знаело да се справя со сите лекови, нешто што е знаело духовно да ве просветли, а не се овие тука што го извртуваат. Иначе овие сега успеаа да креират, али е многу поскапо да се креира, да речеме, 1 грам злато, отколку да многу е поскапо да се потроше, да се креира 1 грам злато, отколку нели за да се продава. Значи ти ако кошта поскапо за да го креираш, нели која му е вредноста, нема логика да го креират, али ќе дојде ред 2035 по теоријата на заговор ќе можат да креират злато, синтетичко злато. И вие нема да знаете разликата. Секој ќе има некој што ќе ве прелажи. У многу државни резерви ни светот, другари, за тоа ја не му верувам на златото, одозгоре е злато, у средината не е. Тоа по теорија на заговор имаше, сега да не брмлям, да ме уапсат, имаше држави кои што у нивните такво се снимат дека злато, резерви утре са бајали. Нема никакво, што почна скрацува, се живо се распаднава Америка. Кинеско ама 20 години е стари и така да поклон ми е. Не сум купувал. Се живо се распадна. Свирам што тие другари. Доказ дека е бер маркет. Што да ви кажам. Иначе другари, запамнете овие работи убаво. Ќе дојде ред кога синтетичкото злато и вие ќе се каете што не сте купили биткоин затоа што гледај биткоин што прави. Јас се кајам затоа што замислете си, нудија ми го, ја викав бегај брат. Сега ја ви го нудам што се вика, луѓе гледајте да го прифанете и додека е време да упаднете у тоа чудо. Тоа чудо како што гледате нема да престане да оде нагоре брат. Нема да престане. 2035 може да е измеѓу 1 милион и 10 милиона да биде еден биткоин. Помнете ми ја думата. Америка денеска зашо паднал биткоин. Како нема да падне другари кога овие продолжуваат брат да си вадат очите. Продолжуваат да си вадат очите брат. Трамп се жали, сојбин не му купувале. Брат, тоа е војната и сега овие Wall Street користи и сега ли Binance. Wall Street користи да правят драми. Еве зашо ја викам дека треба да не трейдате, затоа што бракета затоа не трейдам, другари. Не сум спремен уште. Управо е, BRICS, исто на Мистерија мојот вебсайт, на мојата група, ствари вебсајтот е нов. Значи, другари, за BRICS нема џабе се жале Трамп, тоа е реалност и нема никош да се откажат. Значи, тоа е презима цела Источна Европа и тоа е едината. Јас зашо ја викам Македонија едината е BRICS, ама никој не ме слуша. Така да, еве мене некој ми беше пратил, брат, ти си ово, не сум ја, брат, јас сум со капа и сум брична глава, брат, така да не сум ја тоа. Ово ми е најинтересното. Гледај го Стив, значи познат нели DJ, уште продолжува да ги рекламира Sandbox, иако Sandbox отпуштија 50% од нивниот тим. 50% ги испуштија од нивниот тим, че да не блокират, а типо продолжува да ги рекламира. Значи не знам која пара се моја да деле или е постарало видео, не знам. Доста чудно, не ми е јасно тај дел. А иначе Америка ќе се повлече од Европа и од цел свет и дома Трамп. Да се надевам да ќе се кандидира за уште наредните последни 4 години, уште 4 години, да ја прави Америка, оти Русите и Кина тешка работа дека некој ќе застане. Чиме ќе скршев саат. Чиме уште една минута, чиме ставено овоо чудо е пробиено и се растопа од горните делови. Така да, другари, таа рута може да биде гледати и мислам до другиот дел да се користи, али нема супирање на тие две чуда кои се работат. Binance ќе си прочитате дека више почнува ја не видов никоја друга берза да се оддужува, значи Binance продолжува да компензира на тие луѓе. Ово е интересно, Coinbase
улава у Индија. Индија исто да знаете како нас балканците, значи македонци, бугари, срби, кои што први беа упаднали во Америка у крипто, втори после нас можам слободно да кажем индиците, нели, они се најголемите скемери тука по Америката и тие пари ги префрла у биткоин, не дека го разбира што е биткоин, туку го префрла у биткоин, мислејќи дека ќе скријат. Мислејќи дека ќе скријат парите, не знае дека може да се прате. Интересно е, Индија ги нон-стоп блокираше и се заканаше со затвор, со чуда. А сега Coinbase со Индија ќе мислам у Индија ќе оди да соработува. Значи индиците кои сака на лоу цени да упаднат и беше забранено, сега ќе ги тоа е другар, нема правда. Исто како у Македонија. Ово чудото контролира Аладин машината со што е BlackRock ја контролира Аладин машината на таа вештка интелигенција кој што ги руши тие берзи. Не само што и Binance била соучесник. Другари, гасам се и... Елон Маск исто ме изненади што спомна, иако мислев дека ќе контролира повеќе, ќе кажува за Dogecoin, ама доста интересно е зборе за биткоин. Нема да сопре изгледа војната за овакво. Овај текст да си го прочитате е доста добар. И другарите викат брат, кој ќе си дојде во Македонија те очекува воа, не фала другари, јас сум христијанин ортодокс, не ме интересира. Интересира ме кафана. Чао.